Министре, внимателно го читав неколку пати законот, иако не е многу голем, и при тоа ги читав и образложенијата кои што ги имате дадено во врска со овој закон, ама најмногу го читав оцената на состојбите кои што ја регулираат оваа област. И за мене што е вчудоневидувачки најмногу? Покрај оние другите работи кои што ни стекот на дискусијата планирам да ги кажам, меѓутоа што е најчудно? Велите вака, во оцената на состојбите велите дека врз база на повеќе извршени истражувања сте дошле до 3 заклучоци. Првиот, досудената просечна казна во предметите се наоѓа многу под долната граница на опсегот на предвидената казна пропишана со закон. Второ, опсегот на казна кој што бил применет од страна на судиите е многу понизок од највисоката казна пропишана со закон, што укажува дека судиите воопшто не ја користат горната граница на казните, што им ја возможува законот. Трето, голема невоодначеност на изречените казни од страна на различни судови. И велите врз база на овие заклучоци, ние предлагаме да дојде до промена на законот. Значи, ги читав трите заклучоци. Од трите заклучоци кои што врз база на спроведените истражувања се извршени, никако не треба да доаѓате до промена на законот, каде што со овој член кој што го внесувате и со внесувањето на правилник, вие комплетно ќе го дерогирате законот. Овде исклучиво, господине министре, станува збор, ако вие сте ги установили овие работи како Министерство за правда за влада, прв кој што треба да реагира е Републичкиот судски совет. Значи, чим се земани примери, дека се оди под долната граница, дека не се зема горната граница, дека има невоедначеност на казните. При тоа, во делот од дискусиите беа наметнато кои судови, дека судиите во кои судови беа таму во Гостивар, бил различно судел од судовите во Битола и во Скопје. Ако за тешки кражби овие давале по 6 месеци двојно помалце од тие од судовите од Скопје. Значи, дајте, извршете истражување, извршете анализа на тие судови кои што треба. Не со еден правилник. Со еден правилник кој што сите знаат во оваа сала дека правилникот е подзаконски акт и дека не може да има важноста на закон. Тоа да го правите. Значи, мислам дека можеме ние се да правиме, меѓутоа да со подзаконски акт несуваме да има јачина на воедначеност на казните со правилника, не со кривичен закон, мислам дека е тотален абсурд. Претходно од моите колеги беше кажано, и тоа е така, и вие тоа го знаете, дека уставот кој што е највисок акт оваа држава, јасно и гласно кажува како судиите треба да судат, врз база на што. Иако во законите за судови кои што се системски закони се носат во ова собрание со 2/3 и сите други за закон за кривична постапка и да не ги редам сите закони, јасно се предвидува зошто тоа е направено така, за да има поголем консензус во општеството со цел да ова така речена во Македонија, за жал морам да го кажам, трета независна власт си ја остварува својата улога. И сега, ако перцепцијата е дека, значи, вие сте го утврдиле проблемот. Сте утврдиле дека суди, значи, тоа може лесно да се провери. Кои суди ги изрекува? Имаме еден случај, 2, 3, 5. Па за тоа е платен Републичкиот судски совет, повеќе од пратениците плата земаат. За да работат нешто еден, да земаат од пратениците поголема плата. И полесно да биде опцијата на промена на закон, отколку да биде со разрешување на неколку суди, кои што врз база на неколку пресуди ова истражување вршено. Не е врз на голема филозофија. Сметам дека ние влегуваме во носењето на пресудите, како зборувам и како законодавен дом, и како вие и како извршна власт, во тоа што треба утре како треба да го работат тоа судиите. Значи, вие знаете, ова не е класичен шаблон, секој кривично дело е засебно. Во секој кривично дело имаме различен, може и при историјата, различно време, различни дејанија, утврдување на утежнителни и олеснителни околности. Невозможно е да со еден правилник во внесување. И што се случува? Еве го читаме вака законот. Велите со правилник. Кој го носи? Председателот на Врховен суд. Добро? Го носи председателот на Врховен суд. Ние знаеме дека ставовите на општа седница Врховниот суд ги носи. Правилникот го носи врз база на кого? Врз база на мислењето дадено од јавното обвинителство и врз база на мислењето дадено од адвокатската комора. Ако велите така, еве, јас имам еден допис.
и вели вака, од 31.1. предпоставам бидејќи председателот на влада и на собрание го има, вели вака: Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија по одржаната седница на 31.1.2014 година писмено ги извести председателот на владата и председателот на собрание дека е против усвојување на измената на членот 39, според која одмерувањето на казната ќе се врши согласно правилник за начинот на одмерување на казните кој ќе го донесува председателот на Врховниот суд. Оние луѓе кои што се странки во секоја постапка, еве го нивното мислење. Значи, изминативе денови, преку средствата за јавно информирање, постојано имаме прилика да видиме еден адвокат, друг, трет, стручна јавност, експерти, професори од правните факултети. Не знам јас кој треба се да ни каже дека прво е противуставно, второ дека не е ова начин на одмерување на казни. Основата е, затоа и тоа и сме го учеле на правните факултети, да судијата суди врз база на слободно судиско убедување, врз база на доказна постапка, факти утврдени, тоа сме го учеле. Сега ние со правилник на ваков начин увелиме, при разноразни околности, дека казната за тешка кражба хипотетички треба да биде 5 години и овој судија што е во Битола и во Штип да биде обврзан. Без при тоа да ги гледа околностите кои што се настанати и кои што довеле во тоа дело. Дали претходно е судуван, не е осудуван, и да не ги редам сите, поврат на делото и така натаму и така натаму. Тоа вие со овој правилник да, тоа е правилникот со кој што треба една иста казна во Македонија секаде да биде. Да, ама не на ваков начин. Ако имало проблем, излезете слободно. Воопшто не е страшно за општеството да бидат разрешени неколку 5, 10, 15 суди. Бидејќи упорно гледаме секојдневно по рекламите како го фалите судството до врвни граници. Секоја година набапка сме со извештај од Европска комисија за судството. Прво го кажуваат. Друга работа. Не смееме да дозволиме да биде по претходно мислење од јавното обвинителство. Јавното обвинителство, како и Адвокатската комора, односно адвокатите, се странка во споровите. Јавното обвинителство е орган за прогон, за гонење орган. И не може јавното обвинителство да ги одмерува казните. Јавното обвинителство е едната страна која што бара, ама бара, не тој да одмерува од судот, како треба да биде санкциониран. Судот е тој кој што одлучува. Ама не треба тоа да биде врз база на правилник. Тоа треба да биде врз база на закон. Мислам дека, господине министре, не сакам да бидам погрешно сватен, меѓутоа мислам дека едно од најкатастрофалните решенија од кога сум пратеник што дошле во ова собрание. Значи, мислам дека сериозно треба и како министерство да ја преиспитате оваа одлука, затоа што ништо добро на судството во Република Македонија со ова измена на кривичен закон, за жал, нешто кое што господијата Данева го кажа, кое што во други држави, во други европски и светски држави, кривичниот закон се менува во многу ретки случаи, ние си дозволивме на една седница 2 пати да биде сменет. Ама ајде и тоа, тие измени да бидат квалитетни. Овие измени не се квалитетни. Овие измени мислам дека се не чекор, 3 чекори назад во судството. И затоа, кога се предлага, дајте да земеме како ние слобода на судиите. Ако целта на ова власт е уште поголем притисок да врши на судиите, тогаш вие пополека, ама сигурно ја остварувате целта. Не може политичарите да пишуваат пресуди. И случај имаме вчера и со законот за јавна администрација. И овие закони, јас тврдам, не се случајно во ова собрание во овој период, за да се врши своевиден притисок. Кривичниот законник, да ви кажеме на работа, го менивме. Што менивме од кривичниот законник пред неколку дена поврзан со изборниот закон? Истото се случува. И сега буабетот на ВМРО ДПМН ќе виде, поднесувајте пријави. Па лопати, па отварање и така натаму и така натаму. Затоа мислам дека уште еднаш и повикувам. Дури има време, дури има неколку дена. Преиспитајте одлуката за ова. Овој закон е лош и е жално да помине во процедура. Е антиуставен и граѓаните на оваа држава нема да имаат чар, а најмалку ќе имаат оние кои што треба да ја делат правдата, тоа се судиите. Благодарам.